Владата е со насоки како да се санира исклучително тешката финансиска состојба на јавното претпријатие Водостопанство. Таму веќе 4 месеци вработените немаат плата, а организацијата на работа е катастрофална, поради што наводнувањето беше проблематично и со големи последици за земјоделците. Од тука владата предлага план за зголемување на приходите за 10, а намалување на трошоците за 20%. Управниот одбор да го раскине менаџерскиот договор со директорот и во иднина сите нови договори да се склучуваат со претходна согласност со Министерството за финансии. Надоместоците за членовите на управниот одбор во наредните 12 месеци да се намалат за 50%, да се намалат капиталните инвестиции во износ од 100 милиони денари. Стои во владините одлуки. Земјоделците се крајно разочарани од услугите на водостопанство, бидејќи и со платени сметки нивното производство трпи, поради што уште одамна бараа реорганизација на претпријатието. Бараме и апелираме до Министерството за земјоделие да се врати водокорисниците сами да си располагаат со водата и да ги формираме повторно оние водокористички издруженија кои што беа одамна распуштени и самите ние да располагаме со да на одреден датум точно да сееме ориз. Подобри услуги и сезона која што нема да биде слична на оваа очекуваат и земјоделците од Свети Николско. Генерално нема вода. Нема вода или пуштат на други места, не знам. Не е задоволни од наводнувањето. Оваа година, бога ми, имаше проблем. На 2 пати по 15 дена немаше вода. Камело беше баш у најголемиот век суша и имаше доста промашај. Имаше проблем од кочене да се пушташе водата од браната. Незадоволството од функционирањето на водостопанство е присутно од поодамна, но кулминираше откако вработените 4 месеци не добија плата, поради што синдикатот најави иницијатива за отворање предстечајна постапка.